Од 8 август до 8 септември Македонија ќе живее во знакот на големиот јубилеј, 35 години од независноста. Авалон продукција и владата најавија музичка програма во повеќе од 10 градови низ државата, со над 120 македонски уметници кои ќе бидат дел од националната сценска турнеја која ќе ги обедини сите генерации. Тука сме сега денес да најавиме еден проект кој што за сите нас кој што го работиме овој проект е неверојатно многу важен затоа што тој задира во идентитетскиот дел на прославата, тоа што ствари се славија, тоа е 35 години на независност на Македонија. Интернационалните звезди се вредни за почит, но македонските уметници, македонската култура се оние кои што го носат духот на една нација и сум исклучително горда и јасно и целата влада што еве успеавме да влеземе во една ваква организација преку еден ваков проект. Проектот ќе го режира еден од најреномираните македонски театарски режисери Дејан Пројковски. Преку музика, театар и сценски спектакл, публиката ќе патува низ изминатите 35 години гледајќи ја независноста од две перспективи, низ очите на генерацијата која ја создаваше државата и на младите кои денес го продолжуваат незиното културно наследство. Ќе патуваме низ тие 35 години, обидувајќи се од, би рекол, два агли да ја гледаме независноста. Едната е генерацијата која што беше директен учесник во тоа, а другата е младата генерација која што, би рекол, ја наследува независноста. Натре ќе бидат метнати и големите успеси на државата како држава, на нашиот спорт, на нашата уметност. Па не знам, од сензационалниот гол на Артем Шакири против Англија до легендарното леле што направивме на Влаче Илиевски. Така, ќе се обидеме за убавите работи да правиме. Меѓу учесниците ќе бидат најголемите имиња на македонската музичка сцена, а како што најави Џамбазов, идејата е празникот да биде заедничка прослава за сите граѓани, а македонските уметници уште еднаш да покажат дека се духот на една нација. Круна на едномесечната прослава ќе биде спектакуларниот концерт на светскиот диџеј и продуцент Дейвид Гета, кој на 8 септември ќе настапи во Скопје. Неговиот концерт е најавен како завршен музички спектакл на стадионот Тоше Проески.